Стартува централното издание на Дневникот на К1. Добро вечер, почитувани. По настаните кои што го одбележаа денот се враќаме веднаш. Останете со нас. Како последица од топењето на снегот и врнежите од дожд, зголемен е водостојот на реката Вардар кај Велес и Демиркапија. Во Вардарскиот регион метар квадратен стамбен простор најскап е во Велес, а најевтин е во Свети Николе. Синдикализмот заживува и во спортот. Фудбалерите и фудбалските работници се први во државава кои имаат своја синдикална организација. После топлиот викенд кој што го имавме, водостојот на природните езера во Македонија е непроменет, но кај реките се забележува нивно зголемување, информира управата за хидрометеоролошки работи. Според нив најголем пораст на водостојот од 56 см утринава во 8 часот има реката Вардар кај мерната станица Јагуновце. Нивото на Вардар пораснало за 29 см на мерното место кај Зајчев рид во Скопје и за 5, односно 4 см кај Велес и Демиркапија. Сања Ливкова Ангелова со деталите. Водостојот на реката Вардар во Велес и Демиркапија е зголемен за 4 см. Како последица на топењето на снегот и врнежите од дожд, зголемено е нивото и на останатите реки во државата. Според информациите од управата за хидрометеоролошки работи, најголем пораст на водостојот од 56 см. Утринава во 8 часот има реката Вардар кај мерната станица Јагуновце, а за 29 см е пораснат водостојот на мерното место кај Зајчев рид во Скопје. Значително зголемување на водостојот од 46 см. Има и Црна река кај мерното место Новаци. Водостојот на реката Вардар во Велес засега не е опасен за жителите. Според информациите од управата за хидрометеоролошки работи, во наредниот период позитивните дневни температури и врнежите од дожд ќе допринесат не само да се зголеми водостојот на реката Вардар, туку и на останатите други реки. Затоа надлежните со апел до граѓаните внимателно да се движат покрај водотеците и суводолиците, бидејќи и во наредните денови се очекува нивото на реките во државата значително да порасне. Во Вардарскиот регион метар квадратен стамбен простор најскап е во Велес, по него следува Кавадарци, а најевтин е во Свети Николе. Надлежните велат дека побарувачката ја диктира цената. Она што задоволува е тоа што на пазарот на недвижност има веќе изградени станови, но во моментов и се градат. Според евиденцијата на Агенцијата за катастар и недвижности во моментов на територијата на Република Македонија, 2800 стамбени единици веќе се на пазарот за продажба, додека 8300 се во фаза на изградба. Дијана Иванова на оваа тема. Се раздвижува пазарот на недвижности. Надлежните велат дека побарувачката ја диктира цената. Она што задоволува е тоа што на пазарот на недвижности веќе има изградени станови, но и во моментов се гради. Според податоците на Агенцијата за катастар на недвижности минатата година, најмногу станови се барале во Скопје. Во Вардарскиот регион, од општините за кои што се води статистика, цената за метар квадратен стамбен простор во третото тромесечие од минатата година највисока била во Велес, додека пак најниска во Свети Николе. По податоците доаѓа дека аеродром има највисока просечна цена на метар квадратен, тоа е 55.462 денари. После него е општина Центар со 55.173 денари, пак кисела вода 53.285 денари. Од регионот највисока цена има Велес, каде што просечната цена е 40.387 денари. Потоа доаѓа општината Кавадарци, каде што просечната цена е 21.385 денари и Свети Николе со 19.353 денари. Преостанатите општини кои што се од регионот на вашето покривање, за жал има премал број на трансакции за да може да излегуваме со просечни цени, бидејќи тоа е испротивно на методологијата. Бројот на трансакции или купопродажни договори во однос 2015-2016 година бележи раст, вели Трпевски. Очекува дека така ќе биде и оваа година. Според евиденцијата на Агенцијата за катастар и недвижности, во моментов на територијата на Република Македонија 2800 стамбени единици веќе се готови и се на пазарот за продажба, додека 8300 се во фаза на изградба.
Минатата година просечната цена на метар квадратен стамбен простор во Република Македонија била 36.073 денари, додека просечно македонците купувале станови со големина од 73 метри квадратни. Разводот е дел од секојдневието, а како резултат на тоа најпогодени од бракоразводниот процес се децата. За полесно надминување на оваа состојба, психолозите велат дека неопходно е одржување на стабилна комуникација со родителот кај кого не се доверени. Иако постојат ситуации кога децата одбиваат комуникација со родителот од една или друга причина, тоа не значи дека не го сакаат, рече психологот Веселинка Тошевска. Ако во минатото разводот бил табу тема, а разведените се гледале со други очи, денеска разводот е дел од секојдневниот живот, со оглед на тоа дека се поголем е бројот на разведени бракови наспроти исклучените. Законот за социјална заштита, кој предвидува одредена помош во понатамошниот тек на животот, значително го олеснува функционирањето во општеството, но и податокот дека се прифатени од средината, самохраните родители функционираат многу полесно. Табу тема не е разводот во општеството. Мислам дека и подемот на разводите се повеќе и се зголемува. Обично разведените родители знаат да се снајдат во општеството. Сега самохран родител вдовец како самохран малце потешко поминува низ периодот, особено економски, да кажем, можеби е потешко заради тоа што другиот родител е комплетно одсутен. Според стручните лица, од разводот најпогодени се децата, намерно или не, тие се жртва на бракоразводниот процес. Според психолозите, секое дете во различен период од животниот процес различно ја прифаќа состојбата на разведени родители. Во зависност од нивниот развоен период, различно и реагираат и различни реакции манифестираат. Некои од децата сметаат дека разводот е нивна вина. Постарите деца реагираат со гнев, лутина, бес, срам, агресивно однесување или во некоја ситуација на потпол молк. За полесно надминување на ваквата состојба, психолозите велат дека неопходно е одржување на стабилна комуникација со родителот кај кого не се доверени. Иако постојат ситуации кога децата одбиваат комуникација со родителот од една или друга причина, тоа не значи дека не го сакаат, потенцира Тошевска. Често пати се случува тоа. Тоа е токму заради тоа што децата не знаат и како да се однесуваат. Расправиите, честите конфликтни ситуации можат да доведат кај децата да имаат таков негативен однос, но тоа не значи дека не сакаат да имаат видување со другиот родител или дека не го сакаат, напротив. Во обидот да се спаси бракот, активна улога имаат стручните служби во центрите за социјална работа. Иако многу брачни парови посетиле брачно советувалиште, сепак биле решени да ја прекинат брачната заедница. Денешните деца припаѓаат на една дигитална генерација и повеќето од нив за жал не знаат дека постои поинаков начин на живот, оној што не ги вклучува интернетот и останатите модерни технолошки направи. Психолозите во оваа секојдневна трка со оваа проблематика. Велат родителите се тие кои треба да вршат поголема контрола врз нивните деца. Се поголем број деца и млади времето го поминуваат на социјалните мрежи. Интернетот во буквална смисла на зборот ги промени младите умови кај децата. Постирањето содржини неадекватни за возраста на младите овозможуваат тие пред време психофизички да пораснат. Психолозите во секојдневна трка со оваа проблематика велат родителите се тие кои треба да вршат поголема контрола за тоа што нивните деца постираат и пребаруваат на социјалните мрежи. Се зголемува процентот на деца со пореметување во психофизичкиот развој. Пред време созреваат, пред време стануваат насилни, се зголемува бројот на деца со аутизам. Најодговорно тврдам дека последиците ги има. Наше е да помогнеме во ублажување на тие последици, бидејќи кога се прави некој нов технолошки производ, секогаш се кажуваат позитивните страни од истиот, меѓутоа никогаш не се кажуваат негативните последици. Семејството и училиштето се главна алка во воспитување на детето и создавање на неговиот карактер,
додека интернетот лошо влијае во растот и развојот кај децата, вели Гаврилова. Што почести интерактивни тимски игри во училиштата, но и во семејствата, поголемо дружење на родителите со своите деца, почести излегување и прошетки во природа, едноставно детската игра да биде број 1, а да се ограничи малку користењето на мобилните телефони, на интернетот, затоа што реков, станува збор за ублажување на последици, бидејќи последиците веќе ги има, а треба да помине време додека се пронедат соодветни начини и средства да се подобри состојба. Одамна веќе на улиците не се слуша детскиот джагор и смеа. Младите детската игра ја заменија со мобилните телефони и таблети, вели Гаврилова. Интернетот и социјалните мрежи ги оковаа децата пред своите компјутери. Затоа психолозите советуваат детската игра да биде доминантна во развојот на младите. Црвениот крст на Македонија го започна новиот циклус од програмата Црвен крст во акција промоција на хумани вредности. Денеска во Кавадаречката општинска организација се реализираше втората работилница на која што млади од основните и средните училишта се запознаа со начинот како да изработуваат хуманитарни проекти, како и програмата за промоција на хуманите вредности. Започна новиот пехаве циклус на Црвениот крст на Македонија, во кој оваа година ќе бидат реализирани 150 обуки и ќе бидат обучени над 1200 младинци на територијата на целата држава. Денеска во Кавадаречката општинска организација на Црвен крст се одржа втората работилница на која што младите од основните и средните училишта се запознаа со начинот како да изработуваат хуманитарни проекти, како и програмата за промоција на хуманите вредности. Денеска сме во Кавадарци и застапеността 40 деца има од сите основни и средни училишта во градот, така што сега сме на втората обука, вкупно се одржуваат 3 обуки, по кои што обуки учениците, односно денешните младенци, волонтери на Црвен крст Кавадарци, ќе научат како да изработуваат хуманитарни проекти со кои што ќе го сменат дневното живење или рутината или несреќите на оние на кои што навистина им е потребна помош во местото во кое што живеат. Тоа е наша цел, значи да ги научиме како да изработуваат хуманитарни проекти со кои што ќе сменат секојдневната ситуација на најзагрозените групи во местото во кое што живеат. Младите се обучуваа за вредностите на Црвениот крст, за културата како систем од вредности, културата на диалог како основен предуслов за градење на интеркултурно општество, а се здобија и со практични знаења како да изработуваат мали проекти, а при тоа да се користат сопствените капацитети за изработка на проекти преку кои ќе помогнат на ранливото население во местата каде живеат. Сме имале проекти од типот на собирање на пари за операција за лица на кои што им тоа потребно, до реновирање на кров, до реновирање на WC или дом, се преку разни активности кои што ги прават младите како организација на собирни акции, на реализација на активности како што се театарски представи, хуманитарни концерти, вие добро знаете во Кавадарци дека минатите години и тоа како успешни беа младинците. Оваа програма исто така има за цел да го зголеми бројот на волонтери во општинските организации на ниво на Македонија, кои што ќе работат во сите хуманитарни акции каде што некогаш се јавува голема потреба од помошта на волонтерите на Црвениот крст. Хуманоста им треба на сите, треба да се помага, особено младите. Јас кажувам, таму каде што старите тоа го прават со потешкоти, младите влегуваат многу лесно и доаѓаат до целта. Хуманоста имаме сите во себе, треба само да излезе и да почне да се делува, така што заради сите тие работи, а пред се човекот се раѓа и од самото раѓање па се во текот на својот живот ја има хуманоста во себе, треба само да ја подари на некому на кој што таа е потребна. Заради тоа сите треба да бидат дел од вакви организации, а Црвен крст е носечка сила во држава и во светот по вакви дејности кои што ги прави активности. На крајот од програмата, најдобрите тимови ќе имаат можност да се вклучат во работилницата во Струга, каде ќе се запознаат и разменат искуства со најдобрите волонтери од општинските организации на Црвениот крст од други градови на Македонија. Минатата година на ниво на држава беа изработени 210 проекти. Отворена е нова канцеларија на Синдикатот на фудбал во Македонија во спортската сала Гемиџи во Велес. Со ова фудбалерите и фудбалските работници се први во државава кои имаат своја синдикална организација.
Катерина Нацева со деталите. Синдикализмот заживува и во спортот. Фудбалерите и фудбалските работници се први во државава кои имаат своја синдикална организација. Председателот Панче Ќумбев вели дека многу е важно од правен аспект да им се помогне на спортистите. Како поранешен професионален фудбалер, Ќумбев открива дека потребата од ваква организација ја почувствувал и на собствена кожа. Нашиот правен тим начело со господин Маријан Пјаков ќе биде задлежен за тоа. Многу поозбилно и подобро кога ќе се обратат во канцеларија, кога ќе дојдат, кога ќе разговараат со него и со мене. И се надевам, јас се надевам дека ќе ги нема тие проблеми. За жал ги има фудбал, меѓутоа што помалку проблеми, толку подобар фудбал, меѓутоа за волја на вистината ги има и ќе се потрудиме од тука да почне на постапка решавање на тие проблеми, па да заврши на добар начин за фудбалерите. Отворената канцеларија на СФМ во спортската сала Гемиџи, Ќумбев очекува дека ќе биде место каде што ќе се собираат сите спортисти. Ова канцеларија е еден вид собиралиште на сите оние кои што за жал во фудбал ги имаат мака и па и за оние добродојдени кои сакаат да не видат, да не посетат. Значи ние стоиме на располагање и ќе биде отворена во секое време и се надам дека ќе биде едно добро врталиште за сите фудбалери. Одговорноста и работата сега е поголема, вели Ќумбев, но додава дека како синдикати имаат само една цел – да им помогнат на спортистите. Тој како председател на оваа несекојдневна синдикална организација вели дека очекува наскоро да станат полноправна членка на ФИФПРО, Светската унија на синдикати. Авиокомпанијата Qatar Airways денеска официјално потврди дека од 17 јули годинава ќе почне да лета на линијата Скопје-Доха-Скопје, најави министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски. Според информациите од Qatar Airways, авиокомпанијата ќе почне со процедурите за добивање на потребните дозволи за летање и веќе од 17 јули се воспостави првиот лет од Скопје кон Духа. Следуваат останатите вести од Македонија. Нови цени на горивото од полнок, малопродажните цени на Евро Супер БС 95 и на Евро Дизел ќе се зголемуваат за 0,50 денари за литар, денеска соопштија од Регулаторната комисија за енергетика. 66,50 денари по литар ќе изнесува новата цена на Евро Супер БС 95, а 53 денари по литар на Евро Дизел. Малопродажната цена на Евро Супер БС 98 не се менува и останува 68,50 денари по литар. Екстра лесното масло за домакинство ќе изнесува 42 денари по литар, односно поскапува за 1 денар. Малопродажната цена на мазутот се намалува за 0,680 денари по килограм и ќе чини 27.845 денари. Нови избори се единствено решение, вели за Дневник професорот по уставно право на Универзитетот во Валенсија, Карлос Флорес Хуберијас. Според професорот, Заев не може да го добие мандатот ако не понуди формален договор во кој ќе биде очигледно дека мнозинството пратеници се обезбедени. Топката во моментов не е во рацете на Никола Груевски или Ѓорѓе Иванов, туку во рацете на Зоран Заев. За мене е очигледно дека без јасна, недвосмислена и совршено формализирана рамка, договор за коалиција, туку само едноставна подготвеност за да се разговара, која значи сомнеж во доволното мнозинство во собранието, барањето на мандатот од председателот нема никаква уставна основа. Член 90 кој молчи за некои клучни аспекти од процесот сепак е доволно јасен дека за да се добие мандатот, кандидатот мора да има мнозинство во собранието. Зоран Заев досега го нема. Дали ќе го има во следните часови или денови, дали некој друг има таква шанса? Ако одговорот е не, нови избори се единственото излезно решение, вели Хуберијас. Мандатот за формирање влада што го доби лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски очигледно се темелеше на тезата дека е доволно да се има просто мнозинство за да се добие мандатот од председателот, дури и покрај тоа што мнозинството потребно за ефективно назначување е мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Јас лично верувам дека истото ова размислување ќе му овозможи на лидерот на СДСМ Зоран Заев да го добие мандатот од председателот на државата, но само кога тој ќе му го докаже тоа на шефот на државата, со
со приложување формален договор за коалиција со други политички сили, со што ќе го увери дека има парламентарно мнозинство или поголемо во споредба со тоа на Груевски, објаснува Хуберијас. Но ако ни тие не успеат да формираат влада, парламентот по автоматизам се распушта во рок од 2 месеци по првото гласање. За жал, својата тишина Уставот на Република Македонија прави да биде невозможно да се тврди која опција треба да се следи, нагласува професорот. Тој оценува дека досегашната пракса државата да биде водена од мнозинска македонско-албанска влада обезбедила стабилност на Македонија, но и задоволителен степен на општествена и политичка интеграција во последниот квартал од векот, додава во интервјута за Дневник професорот по уставно право на Универзитетот во Валенсија Карлос Флорес Хуберијас. Подпишана декларација за правата на македонците во светот од страна на 11 представници на македонски здруженија кои функционираат во соседните земји и дијаспората по повод 145 годишнината од раѓањето на големиот македонски револуционер Гоце Делчев. Овие здруженија се залагаат за правата на македонците во светот и истата произлезе од трибината на темата Положбата на македонците во соседните земји и одржана во рамките на 15-тиот Семакедонски собир на македонците, на која организатор е граѓанската иницијатива за национално, културно и духовно обединување на македонскиот народ. Оваа декларација се состои од 16 точки кои се однесуваат на правата и проблемите со кои се соочуваат македонците во светот, проблемот со името, негирањето на македонската држава, нацијата, јазикот и културата, како и мешањето на странските држави во внатрешното уредување на земјата. Декларацијата како највисок акт на Семакедонскиот собир е прва од ваков вид и ќе биде доставена до владата на Република Македонија, до амбасадата на соседните земји и до земјите каде што живеат македонци, како и до Организацијата на Обединетите нации. Под мотото "Осмели се, започни свој бизнис" започнува Европската стартап недела, во која се вклучени 220 градови од 40 држави. Главна цел е промовирање на предприемништвото и можностите кои се на располагање на сите оние кои имаат желба да започнат сопствен бизнис. Европската недела на стартапи ќе се одвива на повеќе локации во Скопје со секојдневни работилници и предавања. Ќе трае од 10 февруари, кога ќе се одржи завршната конференција во ЕУ инфоцентарот. Во активностите се вклучени успешни предприемачи, иноватори, компании, институции и организации клучни за поддршка на новите стартап бизниси. Две лица загинаа во пожар предизвикан денеска од експлозија на плинска боца во стан во Сараево, соопшти локалната служба за брза помош. Земјотрес со интензитет од 5,1 степен според Рихтеровата скала е регистриран рано изутринава на Егејското море со епицентар во северниот дел на Лесбос, соопшти Атинскиот геофизички институт. Останатите вести од светот во продолжение. Рекордно количество радиација е измерено во Фукушима, што резултираше со воведување вонредна состојба во јапонската нуклеарна централа. Протекоа нуклеарно гориво, а радиацијата предизвикува моментална смрт. Радиацијата доаѓа од дупка што на оплатата ја направило нуклеарното гориво, кое сега почнало да се извева во океанот, соопштуваат стручњаците. Степен на радиација од 530 сиверти на час во просторијата со реакторот 2 измерен е со ендоскопски испитувања кон крајот на јануари, кој предизвикува моментална смрт, се наведува во соопштението. Тој степен на радиација е 7 пати повисок од тој што бил измерен во 2012 година, кој изнесувал 73 сиверти на час, изјавил потпаролот на компанијата Тепко Тацуширо Јамагаши за Франс Прес. 3 од вкупно 6 реактори сериозно беа штетени во хаварија, што ја предизвикаа земјотрес и цунами во 2011 година, а со досегашните испитувања не беше возможно прецизно да се утврди дали во нив дошло до протекување на гориво.
Марин Ле Пен, лидерката на француската крајно десничарска партија Национален фронт, на синокишниот собир на партијата повтори дека ако на председателските избори напрелет биде избрана да ја предводи Франција, повторно ќе го воведе франкот како национална валута, а во земјата ќе се распише референдум за излез од Европската унија. Меѓу другото, Ле Пен објави дека Франција ќе ја повлече и од интегрираната команда на НАТО. Во своето обраќање се задржа и за терористичките закани, нагласувајќи дека ќе се залага за искоренување на тероризмот. Председателските избори во Франција ќе се одржат во периодот помеѓу 23 април и 7 мај. Според досегашните анкети, Ле Пен е апсолутен фаворит за првиот круг на изборите. Државјани од 7 муслимански земји кои беа опфатени со указот на американскиот председател Доналд Трамп за забрана за влез во САД непречено пристигнуваат на аеродромите во земјата, откако федерален судија ја поништи мерката. Адвокат кој чекаше на њујоршкиот аеродром Кенеди изјави дека лицата кои поседуваат визи и зелени карти од Ирак и Иран не се соочуваат со проблеми при пристигнувањето. Властите на аеродромот во Каиро соопштија дека вкупно 33 мигранти од Јемен, Сирија и Ирак се качиле вчера на летови за САД. Околу 60.000 визи кои беа поништени со указ на Трамп се повторно валидни, изјави американски дипломат. Американскиот председател Доналд Трамп објави на Твитер дека на Министерството за внатрешна безбедност му наредил мощно внимателно да ги проверува луѓето кои влегуваат во САД. Му дадов инструкции на Министерството за внатрешна безбедност да ги проверува луѓето кои влегуваат во нашата земја мощно внимателно, напиша Трамп на налогот на Твитер. Тој на Твитер објави и порака во врска со федералниот судија за подрачјето на Сиетл Джеймс Робарт, кој во петокот ја стопираше примената на указот и кого председателот на САД вчера го нарече така наречен судија. Доколку нешто се случи, обвините го него и судскиот систем. Луѓето масовно пристигнуваат лошо, напиша Трамп во еден од трите твита кои очигледно се однесуваат на Робарт. Трамп судијата го обвини дека САД ги отворил за потенцијални терористи и многу мощни, лоши и опасни луѓе кои според него поради тоа се многу среќни. Попладнево и во текот на ноќта Македонија ќе биде зафатена од краткотраен, но интензивен влажен бран и ќе има врнежи од дожд најпрво во западните делови, а во текот на ноќта во останатите делови од земјава. Максималната температура ќе биде во интервал од 9 до 17 степени. Да го погледнеме графичкиот приказ во продолжение. Го гледавте последното информативно издание за денеска. Имајте пријатна вечер.